Консумирање нездрава и брза храна, претерано седење пред компјутер, немање физичка активност се најчестите причини за дебелината кај децата. Во последните 10 години драстично изголемен бројот на обезни деца, велат нутриционистите. Вака во последните 10 години има драстично зголемен број на деца кои што се гојазни и тоа секако се должи на некој брз начин на живот кој што и ние родителите несакано им го наметнуваме и на децата, бидејќи и тие се ангажирани со еден куп активности и најлесно им е да посегнат по она што не е домашно приготвена храна, па така и тоа до негде влијае. И сметам дека има простор да се подобри ова и да се вратиме во некоја нормала каква што била пред некои си десетина години, да остане барем тој генетскиот предуслов за гојазност, меѓутоа да не остане и ова со проблемите со исхраната, како што се константните хранења со брза храна во училиште, па дури во градинка децата немаат добро балансирано мени, што значи дека треба да почнеме од почеток, од најниските нивоа, за да може да изградиме едно поздраво општество и поздрави генерации. За да се види дали детето има предиспозиции на дебелина, нутриционистите велат дека се прават неколку испитувања. Велат дека намалената физичка активност и недоволната едукација за тоа како треба да се хранат децата од најмали нозе е најголемиот ризик фактор за дебелина кај истите. Кај децата гојазноста најчесто ја одредуваме врз база на индекс на телесна маса. Користиме во обзир висина, тежина, пол и возраст на детето. И освен тоа, правиме некои испитувања, например дебелина на кожниот набор или обем на струк, така што одредуваме дали навистина некое дете има проблем со гојазност или не, бидејќи имаме многу родители кои што конфузно малку го сваќаат терминот на дебелина, односно сметаат дека ако нивното дете например конзумира повеќе храна, има проблем со дебелината, што може и да не е случај. Меѓутоа, ќе спомнам дека во денешно време најчесто овие фактори се тие кои одредуваат дали детето има проблем со дебелина или не. А како ризик за да се појави такво нешто е намалената физичка активност, тоа што немаме доволна едукација околу тоа како треба да се хранат децата уште од почеток на нивното детство, кога е период кога треба да се вложува во здравата храна и кога треба да поставиме всушност здрава основа за да може понатаму детето да нема проблеми во текот на животот и да има да не постојат аверзии кон некој одреден тип на храна. Добро балансирано мени, физичка активност, добар сон, да се променат лошите навики како седење на телефон или пред компјутер, се советите од нутриционистите.